Почитувани наши слушатели и гледачи на програмата Во фокус со Силвана Павловска. Добар ден на овој понеделнички ден, 22 јули 2024 година. Ова програма се емитува од Мелбурн, Австралија. И уште од самиот почеток сакам да ве поздравам каде и да сте во светот и ви благодарам што ја следите оваа програма и се надевам дека ќе продолжите и понатаму да ја следите и ги известите вашите роднини и пријатели за истата. Денес сакаме да посветиме време за поимот дали Република Северна Македонија е држава. Дали е лажна држава е прашањето. Ова прашање се поставува долго време, меѓутоа од гледна точка на лице кое што е стручњак за меѓународно право, би сакале да споделиме таа информација со вас, за да ви биде јасно што се подразбира со поимот лажна држава и што треба да се направи за да не биде лажна држава. Професорот Игор Јанев, за кого имаме доста време посветено на нашите програми поточно, вели дека и ова нешто што го вели, што јас ќе го цитирам сега, беше излезено во јавноста, може би не во јавноста, меѓутоа јас имам информации, кои што се од 25. ноември 2022 година, значи 25. тоест ноември 2022 година. Насловот е дали Република Северна Македонија е лажна држава. Како се дефинира лажна држава и да изложиме сега кои се тие критериуми. Како прво, нема суверенитет како основен елемент на државноста, а не е формално протекторатот на друга држава. Нема договор за протекција. Второ, нема правна способност да се представува со инхерентниот слободно избран идентитет, кој кај нашиот случај во Република Северна Македонија, пример, не е ниту суверен идентитет, туку договорено регулиран со друга држава. Трето, нема независна правна личност и нема капацитет со собствениот легитимен правен идентитет да стапува во меѓународно правни релации и представување. Има фундаментално дерогирана или деградирана правна личност, која не може самостојно и независно да врши меѓународно правни работи или да се правно представува во односите со другите меѓународно правни субјекти. Пето, нема независно и самостојно дефинирана сопствена народна или национална популација под државна юрисдикција, па така дефиниција на носителите на суверената власт зависи од другите меѓународни субјекти. Националното или етничкото редефинирање на народот не е дозволено во меѓународното право. Образложение за оценка околу лажниот карактер на држава со назив РСМ. РСМ нема изворен инхерентен правен идентитет. Тоа е факт, бидејќи истиот е регулиран со меѓународен договор во вид на идентитетска спогодба со државата која не и признава националниот идентитет. Имајќи предвид дека државно-правниот идентитет, кој со договор е редефиниран, представува и основен елемент
на правната личност, а преку ова и елементот на државноста. Произлегува дека ново создадениот правен идентитет е нелегитимен, односно без изворна инхерентна согласност дадена од народот како суверен или изворен властодржец. И дека имаме од овој фундаментална деградација на правниот капацитет за националното и државното представување. Имајќи предвид дека државното представување е основниот елемент на меѓународноправниот субјективитет на една држава и дека идентитетските договори се нелегални, и од овој факт дека таквите се сметаат за наметнати и оттаму нелегитимни. И од овој факт дека оваа правна способност или представување не е независна и дека идентитетот е нелегален. Нелегалност на правниот идентитет произлегува од отсуството на инхерентниот идентитет и нелегитимниот вид на регулацијата со кој настанал нов идентитет како наметнат. Поради наметнатиот идентитетски аспект, произлегува дека идентитетот на државата, тоест државноправен идентитет, е лажен, што произлегува и од деградирана правна способност за независното дипломатско или државно представување. Поради оваа последна околност, државниот идентитет не може да биде легален, имајќи предвид дека легалниот идентитет не може и не смее да предизвика последици од типот на деградација или дерогирање на основните правни капацитети на правната личност. Од фактот што правната личност е најосновен дел од државноста, представување исто така се смета за основен дел од државноста. Понатаму, имајќи од горе наведеното предвид дека правниот идентитет е нелегален и лажен, се заклучува дека државата е под регулирани околности принудена нелегално да се представува. Нелегално или лажно представување е спротивно на општите правни норми од меѓународен поредок, како и на императивните норми, што значи природно право. Со лажното представување, државата е осакатена за основен дел од правната личност, дипломатското државно независно представување, а имајќи во предвиди дека губи основен елемент на суверенитетот, полна правна слобода, да суверено и самостојно избере своето име, односно идентитет, ваков очигледно несуверен субјект не може да се квалифицира како држава. Понатаму, ваков несуверен субјект не е ниту протекторат, значи нема договор за протекција според правилата на ООН и како субјект остварува одредени меѓународни права, но под лажното име или лажното представување. На овој начин, несуверен субјект кој лажно се представува го крши меѓународното право на своја штета и ремети го делува негативно на меѓународен правен поредок. И понатаму, како субјект кој надвор и внатре во државата лажно се представува, посебно на внатрешен план врши редефинирање на сопствениот национален идентитет спротивно на основните норми на меѓународното право. Оттаму може да се заклучи дека се работи за лажен меѓународен субјект кој не действува според правилата и принципите на меѓународното право. Со редефиниран национален идентитет, односно Република Северна Македонија, е лажна држава која крши
основните норми на меѓународното право, вклучувајќи го и Джус Когенс нормата или нормите. Субјектот Република Северна Македонија не само што не е суверена држава и нема основни белези на правна личност, туку лажно се представува, делувајќи формално како меѓународно правен субјект, врши штета по меѓународно правен поредок, делувајќи како реметилачки противправен субјект. Еве како по еднострано раскинување на договорот со Преспа, со раскидна нота до Грција. Професор Игор Јанев, како Македонија да си го врати вековното име, пишува уште многу одамна. Еве една од неговите статии од 10.10, тоест се извинувам, 20. март 2023 година. Тој вели, еден од најгласните борци за раскинување на меѓународните договори, кои што при самото склучување беа повеќе слојно конфликтни и како форма и како содржина, но и како услови и притисоци под кои беа подпишани, што според меѓународно правните експерти предизвикаа многу повеќе штетни последици отколку корисни, а ги вклучи Македонија најпрво со Бугарија, една година подоцна и со Грција. Професорот по меѓународно право, вели професорот по меѓународно право на Институтот за политички студии од Белград, професор доктор Игор Јанев. Анализа, еден од најгласните борци за раскинување на меѓународните договори, кои што при самото склучување беа повеќе слојно конфликтни и како форма и како содржина, но и како услови и притисоци под кои беа подпишани. Основната предпоставка за запирање на процесот на бугаризацијата, поточно бугарска асимилација, и поврзано со ова воспоставувањето на името Република Македонија, односно одстранување на сегашното базирано врз Преспанскиот акт Република Северна Македонија е раскинувањето на Преспанската спогодба. По раскинувањето на оваа спогодба, неопходен чекор е да се извести генералниот секретар на Организацијата на Обединетите нации и да се бара одстранување на овој акт од регистарот на ООН како раскинат договор. Ако вие, кои што сега сте во политиката во Македонија, партијата што владее моментално со Републиката, или во опозиција, или другите партии, ве молам, следете го ова што го пишува професор доктор Игор Јанев, бидејќи тој многу добро ги познава овие работи. И нема што да се двоумите или да сте загрижени за тоа, ако направите она што го предложува професор доктор Игор Јанев, дека тоа ќе биде штетно. Всушност, штетата јас се сочувам Македонија со штета веќе многу години. Да повторам пак што пишува доктор Игор Јанев. Основната предпоставка за запирање на процесот на бугаризацијата, поточно бугарска асимилација, е поврзано со ова воспоставување на името Република Македонија, односно одстранување на сегашното базирано врз Преспанскиот акт Република Северна Македонија е раскинувањето на Преспанската спогодба. Значи, знаеме дека треба да се раскини таја спогодба или тој договор што е подпишан во Преспа. По раскинувањето на оваа спогодба неопходен чекор е да се извести генерален секретар на Организацијата на Обединетите нации. Едноставно, едно писменце, не мора да биде долго, треба да се извести генералниот секретар на ООН и да се бара одстранување на овој акт од регистарот на ООН како раскинат договор. Точка.
Потоа државата мора да поведе акција преку предлог резолуција на Генералното собрание на ООН за продолжување на членство на државата Република Северна Македонија под името Република Македонија во ООН. Мислам дека децата можат ова да го разберат подобро. Значи, државата мора да поведе акција преку предлог резолуција на Генералното собрание на ООН за продолжување на членството на државата, така наречена Република Северна Македонија, под името Република Македонија во ООН, кое што е легитимното име. Се разбира дека Грција нема да седи со скрстени раце и ќе ги повика Соединетите Американски држави, Франција и Велика Британија да свикаат седница на Советот за безбедност. Грција никогаш не седи со скрстени раце, освен може би кога пијат кафе, седејќи покрај Егејското море или Бело море. Безбедност на Обединетите нации, бидејќи Република Северна Македонија еднострано го раскинала Преспанскиот договор, со што ќе се обиде да ја наметне перцепцијата дека со тој чин се загрозуваат регионалниот мир и безбедноста. Секако дека можат тие тоа да пробаат да го тврдат, меѓутоа, и тоа им беше еден од аргументите, ако не и најглавен аргумент, дека наводно ќе се загрозат регионалниот мир и безбедноста, видовме дека вистина е дека такви нешта не се случија. Никогаш тоа не било всушност вистина и немало такви проблеми, така да тоа е измислување. Но тие можат да го употребат, тоа се разбира, тоа е нивно право. Тоа беше мој коментар, Силвана Павловска коментира. Понатаму во таа насока Грција ќе бара, вели професорот Игор Јанев, ќе бараат од СБ да донесе препорака и одлука со која ќе и наложи на Македонија да мора повторно да се обврзе со истиот акт. Значи, тие ќе си ја тераат својата желба работа. Притисокот ќе го вршат и бараат од други да биде приморана Македонија повторно да се обврзи со истиот акт или Преспанската спогодба, или да седне на маса и да започне со нови преговори за идентитетот, базирајќи врз претходно раскинатиот Преспански договор. Ако ги следите моите емисии посветени на најновото дело на професор доктор Игор Јанев, каде што имаме скоро 40 епизоди, во нив се зборува за фактот дека не е во юрисдикција на Обединетите нации да натераат една држава да преговара околу идентитетот на таа држава. Идентитетот не е преговарачка рамка, всушност. Тука се работи за членство. И како што веќе знаеме, уште од самиот почеток, Обединетите нации ја примија Македонија во Обединетите нации затоа што ги исполни сите потребни услови. Меѓутоа, после тоа имаше измислени дополнителни услови и некои од нив не се разбира, туку знаеме дека се поврзани со идентитетот и исто така со ова предпоставка од страна на Грција дека ако не потпиши Македонија Преспански договор, дека ќе се загрози регионалниот мир и безбедноста. Нема докази дека тоа нешто се случило, дека ќе се загрози регионалниот мир и безбедност. Да видиме што вели понатаму професор доктор Игор Јанев.
Доколку Македонија цврсто застане на позиција дека нема намера повторно да го склучи раскинатиот акт, што е суверена одлука на секоја држава или пак да преговара за новото име, маневарскиот простор на СБ и на он, тоест, е многу мал и објективно екстремно лимитиран. Значи има ограничувања. Имено во споредба сушност со 1993 година Советот за безбедност, СВ, значи Совет за безбедност, простите не ви кажав предходно, на Обединетите нации нема да може да донесе, значи, да го прочитаме овака. Пак, доколку Македонија, и Македонија нема причини да не го прави ова, туку ова е во незина полза, доколку Македонија цврсто застане на позиција дека нема намера повторно да го склучи раскинатиот акт, што е суверена одлука на секоја држава, или пак да преговара за новото име, маневарскиот простор на Советот за безбедност на Обединетите нации е многу мал и објективно екстремно лимитиран. Имено во споредба со 1993 година, Советот за безбедност на ООН нема да може да донесе едно резолуција со која ќе наметне повторно привремена референца од таков било каков вид или да ја врати предходната референца БЈРМ, односно нема да може да ја воспостави предходната состојба со наметната референца, бидејќи сега ги немаме истите околности. Проблемот со референцата БЈРМ не заврши во Советот за безбедност на ООН, туку во регистарот на ООН како спогодба од небезбедносен, поточно административен, несуштински карактер, и нема да има консенсус меѓу големите сили со различни доктрини околу суверенитетот на државите, посебно Русија и Кина нема да бидат индиферентни и да допуштат интерферирање во внатрешните работи, се разбира водени од своји интереси. Број 2. Резолуција со која ќе се бара оваа држава, РСМ, повторно да ја склучи истата спогодба, бидејќи Советот за безбедност нема надлежност за овие суверени домашни уставни прашања и нема да има минимум консенсус меѓу големите сили, од кои двете, Русија и Кина, ја базираат својата надворешна доктрина врз основа на апсолутен суверенитет за секоја држава членка на ООН. Имено, суверено право на секоја држава е да склучува и да раскинува договори и суверено да го определува или менува своето државно име, а органите на ООН немаат надлежност да се мешаат во овие одлуки, кои се во строга внатрешна надлежност на секоја држава, посебно одлуката за уставно име. За ова јас веќе зборував кога го споделував договорот подпишан меѓу Македонија и Грција и другите земји, Бугарија и двојазичноста. Обширно, затоа ви препорачувам, ве молам да ги следите тие емисии се на англиски јазик, затоа што сакаме по широката јавност да допреме донесе, а истото и секако ако вие разбирате англиски да го следите. Од тие се факти, тоа е вистина за кој што зборува професор доктор Игор Јанев. Трето, резолуција со која ќе наметне нови преговори околу државното име, ова е практично невозможно, вели професорот, освен ако самата држава имплицитно или експлицитно не даде некаков вид согласност за преговори или репреговарање околу истата абсолвирана материја, зашто и самата Грција нема да се согласи. Како што и Македонија не сме да даде никаква согласност од каков било вид, ниту премолчено дека ќе го репреговара новото име на државата. Македонија мора да инсистира на име со кое аплицираше во Обединетите нации во 1993 година, како единствено легитимно име на нацијата и државата, за кое народот дал согласност и кое не беше резултат на надворешното интерферирање, мешање
ili nadvoрешен акт договор. Во својот заклучок во оваа статија, професор доктор Игор Јанев вели, тргнувајќи од фактот дека РСМ денес нема веќе привремена референца, а нова не може да се наметне, ниту од македонската страна ќе се прифати, а истовремено државата не се согласува со постојано државно име РСМ, не се согласува со постојното државно име РСМ како нелегитимно, ниту со Преспанската спогодба, а земајќи го предвид фактот дека овој што беше она тело на Обединетите нации, за кое што ви спомнав пред малку, како го викаат, без разлика, е поделен по прашањето за интерпретација на концептот за суверенитет, можеме да заклучиме дека СБ на ООН нема да може да донесе каква било обврзувачка одлука со која повторно би можела да се инсталира привремена или трајна референца деноминација или да натера една суверена држава на преговори околу името. Тоест, идентитетот, што впрочем не е ниту легално да се бара, или повторно склучување на истиот или сличен договор за дефинирање на државното име, односно на државниот идентитет. Македонската дипломатија мора да го истакне фактот дека секој идентитетски договор секогаш е нелегален акт, бидејќи представува несуверено определување на материјата што е во строга внатрешна надлежност. Оттаму, секој надворешен акт за менување идентитетот е акт со кој, независно од легитимитетот, се наметнува националниот идентитет. Понатаму, наводните безбедносни причини во наводници, во споредба со 1993 година нема да влијаат врз донесување каков било вид обврзувачка резолуција, а без ваков акт Македонија може да оди напред. Вау! Може Македонија да оди напред. Това би било прекрасно. И да го постави прашањето во Генералното собрание на ООН, водена од фактот што проблемот не е заклучен во СБ, а спогодбата од Преспа немаше порано завршна резолуција во Советот за безбедност, туку како несуштинска пријателска спогодба, тоест, пријателска спогодба само беше регистрирана во регистарот на ООН. Со други зборови, доколку нема обврзувачка резолуција на СБ на ООН, пример има само председателското соопштение или препорака, тогаш последниот збор околу државното име на оваа држава го има Генералното собрание на ООН, во кое државите немаат право на вето. Немаат право на вето. За продолжување на членството на оваа држава во ООН под Република Македонија како несуштествено прашање се гласа со просто мнозинство од присутните што гласаат. Едноставно кажано, просто мнозинство од присутните во салата на Генералното собрание, во кое членуваат 193 држави членки на ООН. Ако, например, во салата на Генералното собрание на ООН се присутни и гласаат 120 држави, за позитивен исход ќе ни требаат 61 глас. Ова е многу лесно да се постигне со стручни луѓе. Доколку, например, не успее ваквата акција оваа година, на ова Генерално собрание на ООН може повторно да се поведе акција следната, а потоа и ако треба и следната, се додека не се изгласа одлуката оваа држава да членува во ООН како Република Македонија, објаснува Јанев. Потребен е стручен и искусен тим за справување со предизвикот враќање на името. Сега јас сакам да го поставам прашањето овдека, дали сегашната влада, предводена од ВМРО, ДПМН и така натаму, има именувано тим, стручен и искусен тим за справување со предизвикот враќање на името.
Има ли или нема? Ако има, сакаме да знаеме кога е тој спроведен и кои се тие луѓе, кои што се во тој тим. Ако нема, тогаш зошто нема? Кои се причините? Според професорот Јанев, исклучително е важно во целата операција за враќање на уставното име Македонија да ангажира силен експертски тим, при тоа несебично, вели тој, несебично нудејќи да го сподели и собственото стручно искуство и директно да учествува во тимот што ќе работи на враќање на уставното име на државата во ООН. Професорот Јанев е скептик дека со актуелниот човечки кадар во македонското МНР може да се издействува ваква поделба во ООН. Да. А причините за тоа ги гледа во високата нестручност на луѓето во дипломатијата. Наеме дека постоела таа нестручност и затоа сме доведени во ова дередже. Сите ние во Австралија, во Америка, низ Европа, Азија, каде и да сме, не само во Македонија. Овие одлуки, спогодби влијаат врз сите нас. И тоа негативно. Воопшто не постои задоволство во диаспората и во републиката околу овие настани. Се надеваме дека професорот Јанев нема да биде толку скептичен и дека со промена на власта, дека е воспоставен нов тим на стручњаци, искусни луѓе, кои што ќе работат на ова прашање да се врати името на Македонија, Република Македонија, како што беше во 1993 година. Според него, со враќањето на името Република Македонија во ООН ќе им се стави крај на грчката и на бугарската асимилација врз македонскиот народ. Потоа тој вели на крајот, во последно време многу меѓународни договори се предмет на раскинување или на повлекување на едната договорна страна. Тоа всушност представува аргумент плюс дека она што е во одреден момент било договорено во поинакви околности, услови и контекст, некогаш и под притисок, принуда или ултиматум кон една или друга договорена страна, повеќе не обврзува никого во иднина да се придржува до тој документ, бидејќи нанесува штета за државата, односно за граѓаните на некоја од договорените страни. Второ, и доколку се одредени клаузули од склучениот меѓународен договор се диагностицираат дека се во спротивност со меѓународното јавно право, а посебно со така наречениот перемпторно право или jus cogens, таквите договори апсолутно се неважечки, односно ништовни. Има доста докази за тоа. И за тоа зборуваме исто така во нашата серија посветена на овие работи, која што можете да следите на мојот YouTube канал во Фокус со Силвана Павловска. Во продолжение следуваат неколку скорешни примери од раскинувањето или пак повлекувањето од одредени меѓународни договори. Имено неодамна Аргентина најави дека се повлекува од меѓународниот договор постигнат со Велика Британија во врска со суверенитетот над Фолкландските острови, документ со кој беше ставена точка на неколку месечните воени дејства во кои животите ги загубија повеќе од 900 луѓе. Аргентинската влада сака одново да преговара со Велика Британија за суверенитетот на Фолкландските острови и се повлекува од пактот. Форадори Данкан. Пред известно време, Соединетите Американски држави официјално се повлекува од меѓународниот договор Отворено небо, со кој се овозможуваат извиднички летови на
невооружени авиони над територијата на 34 земји. Сличен чекор направи и Русија, кога еднострано се повлече од меѓународниот договор за контрола на нуклеарното оружје постигнат меѓу САД и Русија. Сето ова говори дека меѓународните договори не се аксиома, нити за најголемите светски сили, со чие раскинување се доведува под ризик светската безбедност. Суштински е дека исклучувањето, како и раскинувањето на меѓународните договори, се случува во оној момент кога со таквиот чин се подобрува и унапредува статусот на договорните всушност страни или држави во врска со прашањата од конкретниот договор. Наедно да се подобрува и унапредува положбата на граѓаните, на народите, нациите, од државните подписнички на конкретниот меѓународен договор. Затоа што, всушност, меѓународното право и поредок се востановени, токму заради постигнување просперитет и одржлив развој на глобален план на сите држави во светот, изедначувајќи ги сите како засегнати страни во уредување на светскиот поредок, мир и демократија, а никако на нивна штета, што за жал се покажува во повеќе меѓународни практики, вклучувајќи го и нашиот македонски пример. Ете, тоа беа размислувањата, фактите, вистината од професор доктор Игор Јанев, на вас доста познат преку моите програми на YouTube во Фокус со Силвана Павловска. Јас ви благодарам за вашето внимание и се надевам дека ќе ми се придружите следниот пат, каде ќе зборуваме за други актуелни прашања од голема важност за сите нас. Ве поздравувам и уште еднаш ви благодарам.